Откако се врати во Белата куќа на 20 јануари, Трамп потпиша бројни извршни наредби насочени кон преобликување на политиката на САД. Меѓу нив е и обидот да се стави крај на правото на државјанство со раѓање, политика на која Трамп беше насочен уште од неговиот прв мандат. Државјанството произлегува од латинскиот правен принцип jus soli или право на почвата, гаранција на државјанство на речиси сите родени на тлото на САД. Ова право беше втемелено во 14-тиот амандман на Уставот на САД, кој вели: сите лица родени во САД кои подлежат на нивна юрисдикција се државјани на Соединетите Американски држави и на државата во која живеат. Во 1898 година пресудата на Врховниот суд против Вон Ким Арк потврди дека овој принцип се применува без оглед на имиграцијскиот статус на родителите на детето. САД остануваат една од 30 земји кои нудат државјанство со право на раѓање, заедно со Канада, Мексико и други. Извршната наредба на Трамп има за цел да се одбие државјанството на децата родени од родители без документи или од оние со привремени визи. Сепак, правните експерти тврдат дека ова е неуставно, при што американскиот окружен судија Џон Кофенур привремено го блокираше процесот. Тие забележуваат дека за промена на овој принцип ќе биде потребна уставна измена или одлука на Врховниот суд. Председателот тврди дека оваа политика ја поттикнува неовластената имиграција со доделување автоматско државјанство на деца на недржавјани, што тој го гледа како дупка во законот за имиграција. Тој тврди дека сегашното толкување на 14-тиот амандман е погрешно применето, што доведува до автоматско државјанство за деца родени во САД од родители кои не се државјани на државата, вклучително и оние без правен статус. Влијанието на правото на државјанство со раѓање е големо. Тоа ја обликуваше демографијата на САД, обезбедувајќи државјанство на милиони родени на американско тло. Болниците обично не бараат доказ од родителите за правен статус, но некои раѓања се случуваат надвор од болниците поради културни или лични избори, што ги прави точните бројки недостапни. Критичарите предупредуваат дека укинувањето на правото на државјанство со раѓање може да доведе некои деца да останат без државјанство, лишувајќи ги од основните права како образование и здравствена заштита. Во суштина, оваа дебата оди подалеку од имиграцијата. Тоа е спор околу тоа кој ќе биде американец и принципите што ја водат таа одлука.